Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе дискутира побарањето на палестинците за добивање држава. Американскиот Боинг го предаде првиот авион 787 Dreamliner на јапонски нарачател. Останете со нас, следи многу повеќе. Советот за безбедност на Обединетите нации е подготвен да расправа за палестинското барање за државност, додека во исто време израелските водачи продолжуваат да повикуваат на враќање на мировните преговори. Палестинскиот претседател Махмуд Абас во петокот вложи барање за целосно признавање на палестинската држава. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху во недела рече дека потегот е погрешен и дека палестинците бараат држава пред да дадат безбедносни гаранции на Израел. Американскиот производител Боинг го испорача на јапонската авиокомпанија All Nippon првиот од долгоочекуваните авиони од типот 787 Dreamliner преку 3 години подоцна од ветеното. Овој високотехнолошки авион, што чини $200 милиони, беше представен на церемонија во Сиетл, а ќе замине за Токио утре. Производствени и дизајнерски потешкоти едно по друго го одлагаа испорачувањето. Dreamliner ветува заштеда на гориво 20% во споредба со моделот 767, направен е од материјал со јаглеродни влакна, а може да пренесува 330 патници. Гувернерот на Народна банка на Македонија Димитар Богов, кој присуствуваше на годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, вели дека последниот податок за пораст на бруто домашниот производ во Македонија од 5,3% во вториот квартал од годината е над очекувањата. Повеќе од неговиот разговор со нашиот колега Јане Баџиевски во продолжение. Продолжуваме со стабилната политика, одржување на ценовната стабилност и финансискиот сектор, вели првиот човек на Народната банка. Димитар Богов смета дека таквата политика дава резултати и засега нема причина да се менува. За средбите на Светската банка и ММФ коментира. Темата на овие годишни средби официјално е рамноправноста на половите. Меѓутоа можете да замислите дека доминира прашањето за должничката криза во еврозоната и несигурноста која што владее на меѓународните финансиски пазари. Сите дискусии се вртат околу тоа, има голема загриженост како ќе заврши должничката криза во еврозоната. Решенија за сега нема никој, меѓутоа сите се подготвуваат за најлошото. ММФ и Светската банка годинава прогнозираат пораст на економијата до 6,4% во земите во развој и државите со забрзан економски раст, додека во развиените економии БВП ќе изнесува само 1,6%. Колку се реални ваквите проценти? Македонија е во овој момент поблиску до овие првата група на земји и еве вчера го прочитавме резултатот за БДП во вториот квартал кој што изнесува 5,3%. Тоа е над нашите очекувања. За предупредувањата дека проблемите во некои од земјите од еврозоната би можеле многу брзо да се прошират на стариот континент, а потоа и во САД, гувернерот со став дека во денешниот глобализиран свет инвеститорите реагираат веднаш. Оценките на нашите соговорници се дека Македонија релативно добри перформанси има во овој период. Подготвеноста на нашата економија е солидна и многу подобра од колку што беше од 2008 година. За инфлацијата е согласен со проценката на ММФ дека ќе биде околу 4% и истакнува дека трендот е во опагање. Иако главна тема на годинешните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка е рамноправноста на половите, загриженоста од глобалната економска криза не ја одминува ни оваа конференција. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Во нов извештај, објавен на маргините на средбите на високо ниво во Обединетите нации за болести што не се пренесуваат со комуникација во Њу Јорк, Светската здравствена организација зборува за стратегии што нема да чинат многу за борба против хроничните болести, кои се скапи за третирање и имаат сериозни економски последици. Еве што се предлага. Светската здравствена организација вели дека не се потребни многу пари да се спасат милиони човечки животи од разни видови на непреносливи болести, како рак, диабетес, срцеви проблеми.
На пример, помалку од $1 по човек во земји со ниски примања и $1,5 за држави со средни примања. Актуелното лекување на хроничните болести е скапо и секоја година турка милиони луѓе во сиромаштија. Ал Алван е помошник генерален директор на СЗО. We have cost-effective interventions that can make a huge Постојат ефтини и ефикасни интервенции кои може да направат голема разлика во намалување на товарот ако се имплементирани од земјите членки. Тие се достапни за сите земји, независно од примањата и економскиот статус. Нивната статистика вели дека во следните 15 години незаразните болести ќе ги чинат земјите со ниски и средни примања повеќе од $7 трилиони. Генералниот директор на СЗО Маргарет Чан поттикна на брза акција. Rising financial and economic costs of these diseases will Зголемувањето на финансиските и економски трошоци за овие болести ќе достигне ниво кое не можат да го издржат ниту најбогатите држави во светот. За запирање на тој тренд, Светската здравствена организација препорачува. I mean, if you increase taxation on tobacco Поголеми and даноци на alcohol, цигари и алкохол и креирање will not посебни only фондови. reduce Не само што ќе се намали конзумирањето и превенцијата од болестите, туку ќе се создадат пари што ќе им помогнат на државите со ниски примања. Со тоа ќе се прошири пристапот до здравствена заштита или ќе се зајакнат одредени здравствени програми. Како ќе реагираат државите, таква ќе биде нашата иднина, тврдат во СЗО. Форумот на Обединетите нации беше искористен да се повикаат владите веднаш да ги имплементираат препораките. Региони во рамки на Соединетите Американски држави силно погодени од економската рецесија активно бараат странски инвеститори да помогнат во креирање повеќе работни места. Гледајте утре како одговара американската влада. Утре во Newsflash со зелени карти за инвеститори во САД и нивните семејства. И не малку инвеститори од Кина ја користат можноста да се прелоцираат. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за оваа емисија. Ве чекаме овде и утре. А вие за повеќе информации можете да појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.